Здраво на сите, јас сум Александра Ристовски, ПХВ национален координатор. Краткава обука, дисеминација има за цел да им помогне и да го олесни процесот кој што го имаме за ПХВ дисеминаторите, за поголемо и повеќе разбирање на терминологијата која што имаме во рамките на Црвениот крст, поголемо разбирање на самата дисеминација и подготовка за првата обука во која што работат со младинците токму на темата дисеминација. Па да започнеме. Дисеминацијата започнува во далечната 1859 година, но би кажала и многу порано. Ликот кој што го гледате на првиот слайд е Андри Динан, кој што се рачуна дека е основоположник на нашата организација. Истиот е роден во едно многу хумано и солидарно семејство и неговата мајка и татко често пати носеа дома деца кои што беа гладни, боси и жедни за да ги нахранат, да им дадат љубов и топол дом. Ова е особено важно бидејќи Андри Динан растел во едни такви услови во кои што знае дека грижата едни за други е на високо скалило и ниво на вредности во неговото семејство, а понатака и во целата заедница. Неговиот татко беше трговец и тој по редот на нештата се занимавал со истите работи токму како неговиот татко. Во 1859 година тој тргнува на еден пат кој што се случувал од Швајцарија кон Франција за да се сретне со Наполеон III, не Бонапарте, избориме за малце поинакво време, во кој што требал да договори некои трговски сделки. Патувајќи низ Италија на 24 јуни 1859 година гледа една гледка која што секако не би оставила никого равнодушен нити него, битката која што е наречена битката кај Солферино, во која што се бореле италијанска и австријска војска, што е, да речам, особено важно бидејќи на територија на една земја фактички војуваат две различни војски. И во таа битката Андри Динан застанува, одлучува да помогне, да ги мобилизира граѓаните од самата Италија, значи од местото Солферино, од местото Кастилјоне, за да им помогнат на ранетите и болните војници. Било многу тешко во целата таа ситуација, бидејќи војниците биле на умирање, биле исплашени и се проценува дека некаде околу 40.000 војници загинуваат во период од неколку дена. Што е тоа што го направил Андри Динан? Секако не продолжи на својот пат, туку застанал, ги мобилизирал граѓаните, тие носеле храна, тие носеле вода, но важно е да се каже дека ги запишували пораките на луѓето, на војниците кои што умирале и размислувал за целиот тој еден период кој што го видел и се размислувал што е тоа што тој може да го направи и да им помогне. Се враќа назад во својата земја, во Швајцарија и пишува една книга која што се вика Сеќавање на Солферино. Сето тоа што тој го видел секако никогаш да не биде заборавено. Ги опишал страдањата, ги опишал битките, пристапот, војската, стратегиите, многу други нешта, но она што е многу значајно, тој ставил две важни идеи во самата книга, тоа е да се формираат некакви организации или некоја организација која што ќе биде неутрална и непристрасна и ќе им помага на сите оние кои што војуваат, да речеме, нема да завзема никаква страна, но и да се направат некои луѓе, некои волонтери кои што ќе бидат заштитени и кои што ќе може да помагаат без разлика на која страна припаѓаат, што значи дека мора да имаат некој посебен амблем и дека мора да бидат заштитени. Андри Динан, бидејќи бил трговец, би кажал дека во тоа време бил доста имукен и ја финансирал објавувањето на книгата, која што понатака во соработка со уште 4 швајцарски граѓани, не бил сам, што е добро, ја ги промовирал книгата кај мокниците, кај владителите, кај кралевите, значи некој кој што во тоа време го креирал јавното мислење и некој кој што тогаш ги донесувал одлуките. Она што постигнуваат е формирање на прва меѓународна конференција во октомври 1863 година, на која што ги собираат сите кралеви во тоа време, односно луѓе кои што може да ги донесат одлуките, се со цел на таа конференција да се потпише некаков документ во кој што ќе се детектира формирање на една организација која што ќе ги заштитува болните и ранетите војници на бојно поле.
Од некои се 36 земји присутни, да речем 80% ги ја потпишуваат оваа декларација, што значи дека во секоја наредна битка или војување ќе постои некоја организација и некои волонтери, некои лица кои што ќе бидат заштитени, ќе може да ја пружат помошта. Што значи дека идејата која што имал Андри Динан, комплетно тој ја реализирал. Сега, таа некоја организација е многу важно да има некаков амблем кој што ќе биде признаен и амблем кој што ќе биде разбран од сите земји кои што во тоа време војуваат. Токму амблемот кој што се користи е црвениот крст на бела позадина, која што, како што може да видите на самата презентација, е инверзија од швајцарско знаме, која што е бел крст на црвена позадина. Што значи дека знакот на црвениот крст не е религиозен, нема никаква поврзаност со религија, туку е во чест на Андри Динан, кој што по потекло бил швајцарски граѓанин, за неговите заслуги, за неговата идеја и за сето тоа што го има направено понатака, да речам, за самата организација. Но кога збориме за движењето на црвениот крст, ние зборуваме за компоненти, односно за составни делови на самото движење. Во нашата организација, во движењето, постојат 3 компоненти. Тоа се Меѓународен комитет на Црвен крст, тоа е Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и тоа се Национални друштва на Црвениот крст и Црвена полумесечина. Меѓународен комитет на Црвен крст е всушност првата организација која што е формирал Андри Динан со четворицата швајцарски граѓани, и таа е независна, неутрална, непристрасна хуманитарна организација која што е формирана во 1863 година. Меѓународен комитет е промотор на меѓународно хуманитарно право, но би кажала и неговиот чувар. Важно е да се каже за нив дека тие действуваат за време на вооружени меѓународни и внатрешни конфликти, што значи дека тие немаат постојани канцеларии во секоја земја каде што функционира канцеларија на Црвениот крст и Црвената полумесечна, туку по потреба се отвара таму каде што има потреба од истиот. Тие често пати соработуваат со властите, се со цел да ги заштитат затворениците кои што се наоѓаат во затворите, но и прават служба барање, односно спојување на лица кога тие се принудно раселени како резултат на некои војни или пак некакви конфликти. Меѓународен комитет е задолжен за признавање на новите национални друштва во целиот свет. Но одиме чекор по чекор, одиме на третата компонента, значи втората ќе ја скокнеме, ќе се вратиме на нејзе малце подоцна. Втората компонента се национални друштва на Црвениот крст и Црвена полумесечина. И сега се јавува прашањето зошто се формирани овие кога Меѓународен комитет каков таков беше доволен за заштита на ранетите и болните на бојно копно. Националните друштва се всушност организации кои што действуваат во своите земји без разлика дали се работи за војна или пак за некои мирнодопски услови. Што значи дека секогаш има потреба во Црвениот крст, бидејќи може да се работи за поддршка за бездомни лица, може да се работи за поддршка за лица во некаков си ризик, може да се работи за лица кои што се во социјален ризик и така натака и така натака. Првото национално друштво кое што се формираше е Белгиски Црвен крст, а по него понатака и сите останати земји. Денеска постојат 192 национални друштва, односно поточно 191 национално друштво, кое што се признаени од страна на Меѓународен комитет, а ги прима Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Националните друштва може да изберат амблем кој што го носат, таа може да биде Црвениот крст или пак Црвената полумесечина, но повеќе за амблемите да речам веќе во наредниот слайд. Да го завршиме слайдот со компонентите, да ви кажам дека третата компонента е Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, која што е основана во 1919 година, што значи повеќе од 100 години од своето функционирање. Таа работи во случај на природни катастрофи и ги зајакнува капацитетите на националните друштва за спроведување на нивните активности. Како што може да видите, секоја компонента се јавува во одредени услови, Меѓународна федерација во случај на природни катастрофи, Меѓународен комитет во случај на вооружени меѓународни внатрешни конфликти, а национални друштва функционираат и кога има војна, но кога има и катастрофи, но и во мирнодобно време кога не се случуваат никакви, да речем, катастрофи, но дава поддршка за своите граѓани. Меѓународна федерација исто така дава поддршка за националните друштва за спроведување на активностите. Еве како еден пример, во нашата земја кога се случи во
во регионот кога се случи мигрантската криза во 2015 година, повеќе од 1 милион мигранти поминаа низ нашата земја. Меѓународна федерација преку своји документи, да речам апели, механизми, даде подршка не само Македонија, туку на целата траса и целата рута каде што поминуваа мигранти за ублажување на нивните страдања и за нивните, да речам, случувања кои им се случуваа во период на нивното транзитирање. Одиме понатака, кога веќе ги разбравме компонентите на движењето, може сега неколку збора да кажеме за признати емблеми кои што се користат во движењето на Црвениот крст и Црвена полумесечина. Приказната за Андри Динан, информирањето на Црвениот крст веќе ја слушнавте, со тоа потврдуваме дека организацијата не е поврзана со никаква религија, туку во чест на Андри Динан е користење на самиот емблем. Но во тој период Турската империја беше многу силна, многу јака и тие не се чувствуваа комотно да го користат Црвениот крст, бидејќи сепак мислеа дека на некој начин ова е поврзано со религијата. Тие доставуваа амандмани до меѓународен комитет кој што ги призна понатака и Црвената полумесечина стана исто така равноправен знак како и Црвениот крст. Имаме уште два знака кои што се признаени, тоа е Црвениот лав со сонце, кој што го користеше Иран, но потоа го напушти и го користи знакот на Црвената полумесечина, и знакот на Црвениот кристал, кој што 2006 година го користи Израел. Значи 4 емблеми се признаени, но само 3 се во употреба. Потоа одиме понатака, неколку збора за Андри Динан, што е тоа што се случуваше со него по признавањето и формирањето на меѓународниот комитет. Нажалост, како сите добри приказни, тој станува изигран од своите партнери со кои што ја формираше целата организација, му се случува и банкрот на професионално поле, што значи дека останува без финансиски средства и некако последните години од својот живот ги завршува во Старскиот дом. Она што е многу важно, дека тој е добитник на првата Нобелова награда за мир, а понатака, како што знаете, веќе тие се доделуваат на одредено време за и многу други организации го имаат добиено, да речам, го има добиено знакот на Нобеловата награда, се извинувам. Нобеловиот комитет го има пронајдено и го има лоцирано, значи Андри Динан, се со цел да му ја додели оваа награда, ова признание, ова уважување за неговата значајна работа, и тој добива финансиска парична помош која што не ја прима, туку ја дели на другите организации кои што во тој период и како им беше потребно, како што е Норвешки Црвен крст и некои организации кои што работат со децата, што повторно се враќаме на почетокот на приказната дека тој растел во едно многу добро семејство каде што вредностите на вистина биле на вистинско место примени од неговите родители. Амблемот на Црвениот крст е всушност символ кој што пружа заштита, но и означува членство во самото движење. Има заштитна улога, бидејќи за време на војна ги означува медицинските лица, објекти, возила и материјали кои што мора да бидат заштитени, мора да бидат почитувани за време на војувањето, додека пак во показна употреба, значи во случај на мир, кога волонтерите, вработените го носат амблемот на Црвениот крст, што значи дека означува припадност кон самата организација и е поврзано со самото движење. Секоја земја може да користи само еден амблем кој што мора да го изгласа, и секако гласањето оди преку парламентот на секоја земја, и тоа значи дека организацијата како Црвен крст има закон за Црвен крст, како што е случај во нашата земја, што подразбира дека имаме една посебна улога во нашата земја и се јавуваме како помагатели на власта, што значи секаде каде што е потребно да се ублажи страдањето, се со цел да се помогне на нашето население, го правиме истото.
Во движењето постојат 7 принципи, тие се хуманост, непристрасност, неутралност, независност, доброволна служба, единство и универзалност, и секој од овие принципи всушност има одредена улога и истите се промовираат и дисеминираат кај сите вработени и кај сите волонтери во целиот свет. Хуманост е првиот и основен принцип и од него се изведуваат сите останати принципи, тоа е да се биде хуман и да се помага таму каде што навистина е најпотребно. Непристрасност и неутралност одат заедно во комплет, ќе ги објаснам, а тоа е дека не се завзема страна, туку се помага таму каде што имаме приоритети, каде што е загрозено човечкиот живот, значи да се ублажат тие страдања, а при тоа не земаме никаква страна, религиозна, партиска, семена и така натака, туку действуваме непристрасно и неутрално. Независност како принцип е всушност дека Црвениот крст не зависи од политичката партија која што е на власт, туку си има своја независност и делува независно, да речам, што значи дека без разлика кој ќе дојде на власта, Црвениот крст ќе биде тука да даде поддршка на властите, како што кажав и преска, и да даде поддршка на самите граѓани. Доброволна служба, ние сме организација која што се базира врз доброволна работа, врз волонтерскиот принцип и да речем последните години, 50 години функционираме преку професионалниот дел од службата, а претходно целата организација се многу повеќе се базираше на волонтерскиот пристап и на волонтерската работа. Единство е на територија на една земја, постои само едно национално друштво и универзално сите овие правила се универзално почитувани од страна на сите партнери, да речам, во целата организација, и сите документи, сите насоки, стратегии универзално се споделуваат помеѓу сите национални друштва. Женевските конвенции се документи кои што се почитувани во целиот свет, но накратко за оваа презентација ќе ги објасниме 4 Женевски конвенции кои што всушност потекнуваат од 1859, односно 1960 и 1863 година, кога Андри Динан всушност ја формирал организацијата и кога е подпишана конвенцијата за подобрување на положбата на ранетите и болните во вооружени сили на копно. Тоа значи дека со оваа Женевска конвенција се уредуваат правата и се подобрува положба токму на ранетите војници на копно. Втората Женевска конвенција се подобрува положбата на ранетите, болните и бродоломници за поморски вооружени сили. Трета Женевска конвенција ги заштитува затворениците, значи по предавањата на оружјето, имаат посебен статус и доколку заминуваат во затвор, мора да имаат одредени правила кои што мора да бидат почитувани таму, тоа е пристап за храна, вода, облека, комуникација со семејството и уште многу други членови. И четврта Женевска конвенција ќе заштитува цивилните лица за време на војна. Нажалост, оваа конвенција е донесена по завршување на Втора светска војна, за која што се вели дека е војна која што направила најмногу човечки, односно цивилни жртви. Секако ова е само неколку реченици, но морам да ви кажам дека се ова е дел од меѓународно хуманитарно право, кое што како право се учи, да речам, и се изучува. Збориме за документи кои што имаат повеќе од 200 страни со многу членови, многу подчленови, каде што се зборува за употреба на бомбите, за заштита на децата кои што се војници, потоа за заштита на лица кои што се стари, за жените, оставање на храна и нетруење на водите кога поминува одредена војска низ местата кои што се напаѓаат и така натака и така натака. Сега неколку збора за нашата организација. Црвен крст на Македонија е формирана 45-та година како дел од Црвениот крст на Југославија во тоа време. Потоа по случувањата после 90-та година по распадот на Југославија, на 1 ноември нашата земја, нашиот Црвен крст фактички станува независен и е признан од страна на Меѓународен комитет на Црвен крст, а го вклучува и станува членка на Меѓународна федерација како 169-то национално друштво. Денеска во нашата организација постојат 33 општински организации, што значи во секој град скоро по една општинска организација, освен Црвен крст на град Скопје, кој што како организација ги координира работата на 5 општински организации, бидејќи станува збор за главниот град каде што имаме најмногу жители и секако најголема покриеност територијална. Број има некаде околу 5000 волонтери кои што се активни, некаде околу 18000 регистрирани членови. И сега што е тоа што ние го правиме? Тоа се неколку полиња на дејствување, тоа е социјално-хуманитарна дејност, здравствено-превентивни програми, подготвеност и дејствување во случај на катастрофи, дисеминација и секако млади на Црвениот крст. Тоа се некои главни полиња кои што понатака може да се расшират во некои други области.
Еве една фотографија каде што се прикажани тимови за одговор при катастрофи, кои што се во рамките на подготвување и действување во случај на катастрофи, значи мора да се подготвиме за да бидеме подготвени да делуваме во случај на катастрофа. Ова е тимот кој што ги одбележува празникот Водици, каде што во рамките на овој тим имаме тимови за спасување на планина, тимови за безбедност на вода, тимови за логистика и триажа и секако тимови за прва помош, кои што се високо обучени во случај на некоја катастрофа да знаат како можат да действуваат и да го пружат соодветниот одговор. Работа со лица во трето доба, тоа се едни социјални сервиси кои што ги работиме во изминатите 10 години, каде што лицата кои што се во трето доба, што се чувствуваат, го леснуваме нивното старење и даваме еден пристап во кој што ти имаат активен пристап за старењето и ги користиме нивните капацитети, тие стануваат корисници, но и волонтери во рамките на самата организација. Овде има една друга компонента каде што медицинските сестри ги посетуваат овие лица во нивните домови и го леснуваат нивниот живот и нивното секојдневие. Работа со лица со попреченост, како што може да видите, овде е група на млади луѓе кои што го посетуваат Центарот за лица со попречености и преку креативни работилници и преку музички работилници го олеснуваат животот на овие лица, но и на нивните семејства. Промоција на крводарителство. Црвениот крст е единствена организација во нашата земја која што го промовира крводарителството, а го работи со начела и настојка страна на самата држава во соработка со Институтот за трансфузиона медицина. Црвениот крст го промовира крводарителството, ги мотивира самите крводарители и работи на неговото унапредување и на поттикнување на граѓаните на нивната солидарност и емпатија. Обуки и промоции на првата помош. Црвен крст исто така единствена организација која што делува во рамките на првата помош, повторно едукации, повторно промоции, имаме и задолжителни обуки за оние сите кои што наполнуваат 18 години и сака да се вклучат преку полагање на шоферските испити, тие мора да ја поминат обуката која што трае 6 часа за прва помош, но присутни сме и во училиштата каде што имаме градски државни надпревари каде што ја поттикнуваме првата помош знаењето, бидејќи првата помош навистина може да го спаси човечкиот живот, но првата помош е важна и во работни организации, првата помош е важна и во домовите. Дистрибуција на облека, од секогаш сме се занимавале со облека, во сите општински организации граѓаните може да достават облека, таа истата се складира и понатака се дистрибуира до лица кои што се во социјален ризик, понатака до лица кои што се сместени во некои институции, во домови, секаде каде што е потребно. Помагатели, лични асистенти, нешто што го правиме во изминатиот период, каде што лица кои што се грижат за лицата кои што живеат сами или можеби им е потребна помош, добиваат соодветни сертифицирани обуки, се со цел да може да пружат добрата заштита, обука и нега во домовите на овие лица. Дисеминација, се ова што го правам сега јас, малце повеќе да се разбере улогата на Црвениот крст, за да се знае каква улога пак и државата нас ни дава. Присутни сме во градинките, во основните училишта, во средни училишта, во јавниот сектор, во корпоративниот сектор, секаде каде што може да објасниме улогата на организацијата и каде што секој од потенцијалните, да речам, волонтери да стане волонтер, но и од потенцијални донатори да се вклучи во нашата работа. Клубови на млади, во секоја општинска организација постојат клубови на млади, ПХВ програмата има и задача да ги регрутира овие младинци за да се вклучат и во клубовите на млади, а понатака тие го пратат и го следат календарот на Црвениот крст на Македонија во кој што се вклучуваат понатака во нашите активности и тие се присутни и основен дел од се она што го работиме во традиционалните активности на Црвениот крст. ПХВ програмата се она што вие поминувате како обука, а тоа е спроведување на прва, втора и трета обука за 1200 младинци секоја година и потоа изработка на малите проекти за добробит на заедницата и како што знаете оваа година очекуваме некаде околу 150 мали проекти преку кои што ќе се промени животот на повеќе од 3000 лица. Поддршка за социјално загрозените лица, значи тука сме правиме проценки, дистрибуираме храна, пакети, често пати облека, често пати медикаменти, се друго што е потребно на ниво на една општина. Црвениот крст беше многу активен за време на поддршка за ковид, каде што граѓаните навистина ја покажа својата доверба уште еднаш во Црвениот крст, каде што имавме списоци и купувавме храна за граѓаните, тие имаат толку верба што ги остава и своите картички за плаќање, што кажува дека Црвениот крст како организација навистина уважува, ја има довербата од граѓаните. Дадовме поддршка на вакциналните пунктови преку нашите млади волонтери кои што навистина беа херои во тој период.
Дадовме подршка за лицата од Афганистан кои што пристигува во нашата земја и се уште даваме подршка за мигрантите кои што транзитираат низ нашата земја. Секако имаме правила за однесување во организацијата, тоа е дека секој ден може да ја подобри организацијата и секој ден гради имидж на нашата организација, тоа е дека брендот на Црвениот крст го градиме сите, да бидеме хумани, да бидеме одговорни, да бидеме позитивни примери во се она што го правиме, да го почитуваме емблемот на Црвениот крст, да ги почитуваме сообраќајните знакови кои што важат за сите, особено кога го носиме знакот на Црвениот крст и кога сме пешаци и кога сме шофери, секогаш да бидеме на време, особено кога работиме со млади и со групите, се она што е нашето знаење да може да го споделиме со останатите, да се грижиме за сите членови во нашиот тим, да се однесуваме одговорно на социјалните медиуми, да шириме позитивни приказни, да кажеме не за говорот на омраза и дискриминацијата и кога го носиме емблемот на Црвениот крст 24/7, што значи дека не може да се поделиме од савале сме Црвен крст, по пладне веќе не сме, па може да правиме дискриминација, да омаловажуваме некого или да бидеме негативни примери. Да се биде дел од Црвениот крст значи да се биде позитивен, да се биде позитивен пример и да се однесуваме одговорно, да речем, како на социјални медиуми, така и во самиот живот. Промоциите се многу важни во рамките на Црвениот крст и ПХВ програмата, секогаш може да го правите тоа во групите со кои што веќе сте информирани, но и преку електронскиот весник на Црвениот крст на Македонија. Вашите општински организации пишуваат кратки текстови кои што понатака ги доставуваат во националното друштво, кои што понатака ги промовираат и тие вестникот електронскиот стигнува некаде до 70.000 адреси, што значи дека доста е читан и оваа информација се шири со навистина голема брзина низ целата држава, но постојат и комуникацијски канали како што се Инстаграм профили и Фејсбук профили на секоја општинска организација кај што може да се промовираат активностите на млади, на ПХВ програмата и секако видеата кои што ќе бидат снимени во рамките на програмата 2026 година. Се надевам дека ова една кратка обука ви даде поголем вовед во тоа што значи дисеминацијата, но секако прирачниците кои што ви се доставени, особено на албански, на македонски јазик, за важноста на дисеминацијата, треба да се прочита, но и вашите ментори ви стојат на располагање и јас како национален координатор за сите други прашања кои што всушност ги имате. Со среќа уште еднашка и ве благодарам за вашето внимание.